Мене од секогаш ми беше голема желба да не ги издвојам, него да ги издигнам на една повисока позиција plus size дамите, што секогаш кај нас беа во дефицит во продавниците за гардероба. И реков ќе направам една линија што ќе биде plus size. Да за мене гламурот секогаш е нешто сјајно и светкаво. Сум човек што и во дневниот живот знае да се облече во нешто сјајно и светкаво, но не е исклучително, значи не е ексклузивно. Не го поврзувам гламурот само со светкаво и свечено. Гламурот може да биде и во најчистата и најелегантната форма, значи еден обичен црн фустан во убава структура, како што впрочем и имаме. Но овој пат бев инспирирана токму од материјалите, значи видов материјали кои многу ми се допадна, кои реално многу убаво се обликува, беа така течни, како што и името на колекцијата Ingot Flow. Flow значи течение, Ingot значи парче метал. И едноставно самите материјали ме повика. Рекоа направи нешто со нас и така почна стари целата приказка за колекцијата од материјалите. Нормално дека ми годи Ешли Греам мислам дека ќе остане во Википедија како една од најинфлуентните plus size моделки, ако не е најинфлуентна моделка. Значи она како жена ги сруши сите бариери за тоа каде може да се појави една plus size девојка, што значи убавината, беше изгласана за најубава жена на светот, лани или преклани ако не се лажам, а е plus size, што значи за нас тоа е еден огромен комплимент. Па јас мислам дека веќе сите знаеме, односно еве ќе им кажам вака јасно и гласно, ако си крупна не мора да значи дека не треба да си убава. Најголемиот проблем во plus size парчињата што се наоѓаат по големопродажните конфекции е тоа што се вреќасти, се е широко, немаат убави парчиња што лежат на телото, избегаваат интересни материјали, мислејќи дека крупните жени сакаат само во црно и кафено да се облекуваат, дека избегнуваат патерни, избегнуваат декорации, а тоа е големата грешка заради тоа што една крупна жена ако ја облечеш во пошироко ќе ја направиш дупло поголема, а ако има убав дел на телото што треба да се истакне, тоа треба нели да го стиснеме и да покажеме дека ете има струкче. Најголемата грешка повторно ќе нагласаме тоа што не ни даваат на вредност и на значение и затоа ние мораме сами да си правиме. Малку повеќе самодоверба. Тоа би бил мојот ултимативен совет. Влегуваме во една доба каде што се напуштаат стереотипите и се повеќе се инволвирани plus size дамите во модниот свет, во секојдневниот живот, во кампањи, во избори. Сега имавме plus size кандидатка за мис. Така да мислам дека е време луѓето да сватат дека тоа е составен дел од различностите што го прават секој човек убав.